Замена во чат. Ако пушите и сакате да се откажете, не сте сами. Повеќе од 45 милиони мажи и жени пушат во Америка, а во светот бројката надминува 1,5 милиарди. Повеќето од нив почнуваат да користат тутун пред да наполнат 18 години. Зависност од тутун е водечка причина за смрт што може да се спречи во светот. Пушењето е главна причина за рак, срцеви заболувања, мозочен удар и болести на белите дробови. 70% од пушачите велат дека би сакале да се откажат од ова навика и ако сте еден од нив, имаме добри вести за вас. Може да го направите тоа. Зошто толку многу луѓе пушат? Тутунот е широко достапен и легален. Првиот ефект на ова дрога вклучува намалување на хормоните на стрес и допаминот, кои заедно ја зголемуваат енергијата и дават брз висок. Никотинот предизвикува голема зависност. Тој врши силно влијание врз процесите во мозокот и на таков начин што ја менува неговата структура и химиските функции. Допаминот е поврзан со чувствата на среќа и радост, како и со учење и мотивација. Кој ќе се прекине никотинот, тој го напушта системот во рок од 30 часа од последната доза. Но допаминското капо се менува од зависноста, тоа што нормалните активности не ги создаваат истите пријатни чувства. Бидејќи на химијата на мозокот е потребно време да се врати во нормала, често се појавува релапс на никотин. Интензивното напуштање со усвојување на нов начин на живот го стимулира допаминот и придонесува за заздравување, а во исто време го намалува ризикот од пушење. Агресивниот животен стил за закрепнување го стимулира допаминот и го потикнува заздравувањето додека го намалува ризикот од релапс. Илјадници луѓе се откажуваат од пушењето секој ден. Следните 7 чекори ќе ви покажат како да се откажете од пушењето за секогаш. Број 1. Вистинска храна. Хранливата храна која го зајакнува и телото и мозокот ќе ви помогне. Храната од растително потекло е богата со антиоксиданси и хранливи материи кои го поправаат оштетувањето на клетките и ја подобруваат циркулацијата. Клучни детерминити на здравјето на мозокот се тоа. Исто така го намалува стресот, ја запира желбата за шекер и стимуланси како што се тутунот и кофеинот и ги подобрува менталните функции на расположението. Уживајте во многу свежо овошје и зеленчук, цели зрна, мешунки, јаткасти плодови и семки. Избегнувајте брза храна, заситени животински масти, трансмасти, кофеин и големи количини рафиниран шекер. Кога јадете подобро, ќе се чувствувате подобро и ќе имате енергија да донесувате подобри одлуки. Број 2. Редовно вежбање. Вежбањето го зголемува допаминот и другите невротрансмитери поврзани со мотивацијата, наградата, учењето и однесувањето. Вежбањето исто така ги намалува симптомите на повлекување и желбите. Иако многу луѓе пушаат затоа што се под стрес, откажувањето значително го намалува нивото на стресот за само 1 месец и го намалува за половина од 6 месеци. Вежбањето го намалува стресот, депресијата и анксиозноста, го подобрува расположението, благосостојбата и менталната обработка, ја зголемува и моќта за учење. Стекнете навика за секојдневно вежбање и ќе доживеете придобивки во вашата глава, како и во вашето срце. Број 3. Одмор. Редовното спиење го обновува мозокот, помага да се контролираат хормоните на стресот и шекерот во крвта, ја намалува нервозата, заморот и стресот. Стресот е главен предизвикувач за корисниците на тутун, затоа одвојте време за ментален и физички одмор како ваше главно оружје против релапс. Освежителниот сон и природите на релаксација ја зголемуваат енергијата. Вежбањето, длабоко дишење го смирува телото и умот среде стресен ден. Запомнете, вашиот мозок ги контролира вашите навики, рутини, што ги учите за време на длабок сон, затоа не си го крадете одморот.
Без доволно ноќен одмор, сите ќе се претвориме во двегодишни деца. Дрит Фармер, еве што кажал, добрата смеја и долгиот сон се најдобри лекови. Тоа се потребни работи за секого од нас. Понатаму, редовно земајте оброци. Редовно спиите, започнете годинот со освежителна чаша вода, јадете свежо овоше, малку јаткасти плодови и цели зрна за појадок. Брзо прошетајте 10 минути после секој оброк, за да ја намалите желбата за тутун. Создадете нов распоред во вашата физичка средина, за да ги одрази вашите нови одлуки. Фрлете ја јакната за пушење и чувајте ја при рака торбата за вежбање. Пијте вода помеѓу оброците и уживајте во ручек кој е богат со диетални влакна, како што се мешунките, зелените лиснати салати, свеж зеленчук. Одржувајте вечерата лесна. Меѓучовечките односи број 5 ја облажува депресијата која е поврзана со зависности. Одгледувањето здрави меѓучовечки односи е слично како одгледување на градина. Колку повеќе внимание и грижа добива се градината, толку повеќе произведува. Слично на тоа, негувањето позитивни социјални односи ја облажува депресијата поврзана со зависностите и создава можности за давање, но и за примање. Други придобивки вклучуваат подобрен имунолошки систем, подобрени социјални вештини, намален стрес и подол живот. Број 6. Способност за реакција. Способноста да донесуваме одлуки ни помага да развиваме нови навики. Развивањето нови ставови кои ќе следат по активности бара време и упорност, но исплатата ќе биде голема. Како што физичката кондиција бара одлучност, упорност и вежбање, така и менталната и емоционалната кондиција. Потребно е време. Можете да го вежбате мозокот со вклучување во активности кои ја предизвикуваат менталната функција, како што се читање тешка книга, работа и на крстозбор или учење нова вештина. Поттикнувањето на нови и позитивни начини за справување со тешкоти и препреки исто така бара труд, но има големи придобивки. Ваквите активности ги зголемуваат невронските соседства на мозокот, создавајќи нови врски и зголемувајќи ја менталната агилност. Призвикувајте го вашиот мозок и промените го вашиот свет. Број 7. Религија. Духовното здравје е од суштинско значење за здрав начин на живот. Бог може да ги промени твоите желби и може да ти даде сила да победиш. Преку проучување Библијата, молитва и примена на библиските начела станува возможен мир, простување, истреност и победа. Ова е невозможно за луѓето, но се е можно за Бога. Затоа ако Синот ви избави, навистина ќе бидете избавени, вели апостол Јован. Вежбајте намерно, може би чувствувате дека немате сила да го изберете она што знаете дека е добро. Многу луѓе ги надмина зависностите, совладаа нови вештини, научија да уживаат во нови аспекти, хоби, храна и пријателства. Можете и вие да го направите тоа, но се постава прашање како. Примените ги овие 7 начела, овие 7 чекори. Ке ви помогне да се ослободите од цигарата. Ке се појават можеби некои погрешни ноти додека учите како да живеете нов живот без чад од тутун. Успешните луѓе не се без грешки. Тие се едноставно ги прифаќаат, но не се откажуваат. Колку повеќе пати се повторува една позитивна мисла или акција, толку повеќе се вкорени во мозокот и ќе биде потребно време тоа да го постигнете. Но верувајте, ќе имате радост на крајот и ќе имате придобивка. Довербата во Бога и следењето на овие 7 чекори ќе ви помогне да ја надминете секоја зависност, дури и од пушењето. На овој начин милиони го напуштија тутунот за секогаш и вие можете да бидете еден од нив.